Јас ќе си продолжам во мој стил. Има еден прекрасен, за жал почина веќе пеач, кој што пееше "Одлази циркус" од нашeg малог града Арно, ама кај нас се обратно, долази циркус. Долази циркус и таму има во една реченица, викат кој е домачина, кој бил гост, сега стварно истото се повторува и тука. И сега у тој циркус навистина имало кловнови, ама нашите кловнови нема подобри од нив. Нема подобри. Двајца да ги прашуваат и Ковачевски и Маричич зошто се става европско знаме, викаат и се наоѓа во Европа. Вау! Страшна работа. Па у Европа имаме сите градови во Република Македонија се во Европа немаме европски стандард. Сите ние сме жители на Европа, немаме европски стандард, ама кога ќе треба да се стави нешто у джепчето, тогаш сме европјани. Сега се крши договор за стабилизација и асоциација. Се кршат критериуми од Копенхаген, од Мадрид. За тие мастрихтските сме многу далеко. Таму има усогласувања на административен план, на секаков план, ние ништо од тоа не правиме. Сега, кога веќе се подпишува нешто во Република Македонија, и нормално тоа го кажав и на комисијата која што имавме предходно, кога мене некој ќе ми дојде на гости, тој треба и почитува моите правила. А не да ми иде некој на гости и јас да ги почитувам неговите правила. Почитуван заменик министер, вие барем сте имале храброст, затоа што во кореспондентната табела никаде ништо нема, освен вашиот подпис и име и презиме. Во овој закон другиот кој што одеше сега моментално на Комисија за европски прашања, таму па ни име и презиме нема. Треба да дешифрираме чие подписов. Почитуван заменик министер, вие требаше да одговорите на две прашања предходно, затоа што со овој закон прво го рушите статусот на секој работник во Република Македонија, затоа што си имаме ние синдикати кои што ги гарантираат работничките права, имаме работнички права кои што треба да значат усогласување дополнително и со ова европско законодавство. Арно, му тој дел не чепкате. Вие го укинувате оној член каде што се знае дека треба помеѓу една и втора смена да има 12 часа одмор, тоа се укинува. Се укинува 190 часа годишно прекувремена работа, се укинува 24 часовна пауза во текот на неделата. Шо правиме вие? Шо правите вие? Феудализам. Феудализам или робовладетелско општество ќе се врати. И велите ваму дека ќе се регулира со една изјава за согласност. По изјава за согласност ќе се подпише под присила. Видовме, сите сме сведоци у Баргала дека зема по 1,5 денар плати или зема К-15 под присила. Оти се подпишале на нешто што не знаат. Ама да биде уште поголем циркус работа, ќе глумите долина на волците. У членов, односно законов имаме член каде што министерот ќе одреди начин на исплата и место на исплата. Ја мајката. На каменот таму кај Јегуновце, таму ќе ги даваме парите. Долина на волците ќе глумите. Вие треба да одговорите на друго прашање. Што ќе се случи? Затоа што ваму имате предвидено дека ако има работници од страна АКИМ-у договор, 70% се, за нив нема да важат останатите закони, и одма ќе почнат со работа, а дозвола за престој, дозвола за работа тековно ќе се средува. Што ако некој почине? Не дај Боже, работи на 40 степени му се слоши. Што ако почине? Што ќе биде со тој човек? Што ќе биде ако некој се повреди? Кај ќе се лечи? Баба Рада ли ќе го лечи? Понатаму, што ќе биде со оние кооперанти кои што ќе бидат на Бехтел Лиенка? Ако сака Ванхол да подпише договор за соработка како подизведувач, ќе треба да ги почитува овие правила, затоа што у законов се опфатени сите што ќе учествуваат заедно. Ако сака силбо да прави кифли за вработените, ќе треба да ги изнемошти вработениве нивни за да стаса да ги снабди Бехтел Лиенка. Што ќе биде со нив? И за нив не ќе важат? Да. И тоа треба да го знае македонската јавност. Понатаму,
Време траењето на работното време во Европската Унија 36,2 часа. Во Мавританија 53 часа, најмногу. Сега што ќе биде? Еве 7 дена да се работи, по 10 часа, се 70 часа. Па нема, па малку ќе ви бидат. И ајде да речеме и дека ќе се работи толку, ами останативи одредби од Законов за работни односи, каде што ќе повторам 12 часа помеѓу една и друга смена одмор, 24 часа еднаш во неделата. Па вие математички не дозволувате да се почитува Законот за работни односи. И сега тоа по барање на Бехтел и Енка, а сите нормални одржава, сите жители во држава кои што плаќаат даноци, наместо тие да ги диктираат условите на игра, ќе дојде некој од страна и ќе ни кажува како треба да биде, па ако сме сакале арно, ако не ќе си нашле други. И ќе си најдат 70% од страна. Евроамбасадорот Дейвид Гир прочита предходно колегата Пенков. Ќе бидат потребни децении доколку се усвојат сите делови од законодавството ако процесот се одвива во нормални услови. Ова зборуваме за усогласувањето. Затоа го имаме европското знаменце. Европското знаменце може да користите кога ја усогласувате вашата легислатива со легислативата на стандардите на ЕУ. Каде имаме усогласување? Немаме. Злоупотреба класична. Ке сте не носеле во Европска Унија. Мало сутра, што би рекол тој вашиот предходен премиер. Понатаму. Вака вика. Работа над 40 часа неделно се смета и плаќа како прекувремена работа со задолжително почитување на одредбите на дневен и неделен одмор. Ако на некој му се брза, си постои прва, втора и трета смена и треба да си се придржува кон она што е постоечко тука и ќе повторам, не може некој од страна да иде и да ги диктира неговите услови. Затоа што ние имаме суверенитет и нашите закони се наши закони. Понатаму имаме одлука од Уставниот суд, која што е поднесена еве од неколку синдикални организации. Ги читав преска кои се. Сега што ќе биде на Уставен суд? Ќе ги ставите во заложништво? Пендаровски ќе оставате во заложништво да оди против одлуката на Уставниот суд? Јас навистина не знам со кој памет го правите ова и со каква храброст. Па видовме сите дека ве мести Јована Тренчевска, вие да се подпишите. Груби го мести Благојче Бочварски, он да си се подпише. Ако беа толку храбри, зошто тие не се подпишаа тука? Туку е местат ваму, вие да носите последици за нивните одлуки. Почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, ако сакате да го задржите достоинството на македонските работници, меѓутоа и вашето достоинство, дајте, прилагодете се на нивните барања, а не да се прилагодувате на барањата на оние кои што идат тука само за да направат профит. И дополнително ќе завршам со тоа што сега го прочитав пред 20 на минути. Пред 20 на минути истите овие кои што се подносители на овие закони велат дека немаат потполна финансиска конструкција за тоа што било вариабилна цената на нафтата, била вариабилна цената на трудот, била вариабилна инфлацијата и така натаму. И сега, почитувани колеги пратеници, вас ќе ве натераат да изгласате нешто што поим немате што е. Ниту сте виделе некаков закон, ниту пак знаете на каде ќе се води Република Македонија понатаму. Како последица, вие ќе го уништите собствениот народ, затоа што и вие сте заложници на екипава од ДУИ кои што ниту еден нема тук. Нив им е битно да си помине дискусијава еднострано, ете само од опозицијата сме пратеници наредени за говор, да си помине еднострано, да си изгласаат, Артанче да си подели таму со подизведувачите пола-пола и ништо друго. Колеги пратеници, би ве замолил за разум, не ве молам за билош. За разум, размислете што правите, за тоа што вие, вашите деца и вашите внуци ќе ги плаќаат овие одлуки, кои што се, пак ќе повторам, само со една намера, да се пикне од джепчето. И благодарам. Има збор Даниела Христова.